Изградбата на северната трибина на стадионот под Тумбекафе во Битола се одвива според предвидената програма и динамика за реализација на проектот. Градоначалникот Владимир Талески, кој изврши увид во градежните работи, посочи дека согласно направениот проект за изградба на стадион под Тумбекафе со капацитет за 12.000 гледачи, во тек е изградбата на северната трибина која треба да заврши идната година. Во наредните 2 години треба да бидат изградени трибините на исток и запад, а постечката јужна трибина ќе биде реконструирана. Се наоѓаме на местото каде што веќе е во завршна фаза завршениот дел на целата инфраструктура што е под објектот, така што за скоро ќе видите ќе туриме основната плоча над која што ќе почне да се гради северната трибина. Таа нема да се заврши ова градежна сезона, но најважните градежни активности ќе се завршат. Општината тоа го гради сама, значи го плаќаме од буџетот на општина Битола, во повеќе годишните програми тоа е предвидено и очекувам некаде следната градежна сезона, се разбира новата локална самоуправа да го продолжи во проект и северната трибина да биде завршена, а после тоа следната и другата година да се дозаврши целиот стадион. Општина Битола претходниот месец доби донација и од Фудбалската федерација на Македонија, која се состои во 2 монтажни трибини, а истите се очекува да се монтираат во идниот период. Тие ќе бидат времени трибини додека не се заврши северната трибина, додека не се реконструира јужната трибина и додека не започне изградбата на источната и западната трибина. Бидејќи е донација, ние одлучивме да го прифатиме тоа. Во некое догледно време можеби ќе се изгради уште некое друго игралиште, така што тие монтажни трибини можат да се монтираат и на друго место. Тие се со капацитет како што предвидуваше проектот, некаде околу 2001 и 2002 нема да пречат на овој проект, едноставно пред време ќе може, доколку има интерес за некој меѓународен надпревар, ќе може стадионот да собери толкава публика. Во изминатиот период се појавија информации за задоцнети плати на фудбалерите на фудбалскиот клуб Пелистер, на што доминантните сопственици на клубот реагираа дека тоа е поради неисполнувањето на обврските од страна на локалната самоуправа. Сепак градоначалникот Талески во целост ги негира тие наводи, но посочи дека иако тоа од страна на некои поинаку се толкува, односот помеѓу него и сопствениците и понатаму останува на високо ниво. Тие 8 милиони денари се договорени со одлука на Совет да се плаќат квартално. Значи, последниот износ ќе биде од октомври до декември. Сите други пари се исплатени во роковите кои што се со одлука на Совет предвидени и изгласани. Со финансиски средства во висина од 800.000 евро обезбедени од УЕФА, општина Битола во соработка со Фудбалската федерација на Македонија во претходниот период изврши делумна реконструкција на фудбалскиот стадион, со што целосно беше саниран фудбалскиот терен.